Председателот на Украина Володимир Зеленски често го повторува ова. Ние сме во војна и ни треба помош. 113 милиарди американска помош помогна во борбата против руската инвазија, цена што многу американски законодавци велат дека вредела. Нашиот напор не е само за Украина и незините жители. Борбата е за демократиите низ целиот свет и за тоа дека слободните луѓе се спротивставуваат на брутални автократи како Путин. Но има прашање за тоа дали финансирањето отишло за намената во хаосот на војната. Јас поддржувам 100% тоа да се испита. Барам апсолутна транспарентност за тоа каде отишол секој долар. Минатата година спикерот на представничкиот дом Кевин Мекарти кажа дека САД нема да пишуваат бланко чек за Украина. Тројца владени истражители кои вршат надзор на помошта на законодавците минатата недела им кажаа дека досега нема инстанции на злоупотреба на парите. Тоа треба да биде разуверување за американските даночни обврзници дека веруваме, но и проверуваме и конечно во интерес на Украина е да нема злоупотреба на опремата, затоа што тоа се едуцирани луѓе и сваќаат дека со тоа би ја отугиле американската јавност. Но некои републиканци се загрижени што со американската помош се плаќаат украински владени плати и пензии, особено што многу американци се соочени со економски тешкоти. Како тоа не е плаќање за некои украински владени функционери да одат на шопинг во Париз или кој знае каде? Истражителите велат дека парите се исплаќаат откако трошоците се одобрени. На почетокот на неделава во Сенатот беше предложено да се обедини целата помош за Украина под еден инспектор, но тоа не помина. Ајде да формираме едно владино тело за надзор. Не 2, не 3, не 20, само едно тело што ќе внимава на секој цент потрошен во Украина и кое ќе дава извештај на овој конгрес и на американскиот народ за тоа каде одат нивните тешко заработени пари. Предлогот може да биде ревидиран кога следната рунда на помош за Украина ќе биде дебатирана на крајот на годинава. Конгресот е пазар на идеи и тоа е добро место за дебата. Но јас мислам дека на народот на Украина му треба нашата поддршка, дека ја заслужува нашата поддршка. САД најавија нови $400 милиони вреден пакет за безбедносна помош за Украина.